нашата повина. Се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека ја имаме татковината. Како куќа, како дом, како огниште. Македонскиот јазик е наш мајчин јазик. Јазикот на кој ги изговориме првите зборови. Јазикот со кој растеме, учиме, се развиваме и јазикот со кој комуницираме со другите. Македонскиот јазик е јазикот на кој ги читаме сите прекрасни книги и преку кој го осознаваме светот и се спознаваме себе си. Добар ден, почитувани присутни, добре дојдовте во јавната локална библиотека Елите. Денеска заедно со третооделенците од Општинското основно училиште Свети Климент Охридски и ученици од поголемите оделенија од Општинското основно училиште Ранчо Брке го одбележуваме 21 февруари, меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Голема благодарност до сите дечиња кои што денеска се овде, благодарност до нивните наставнички Даниела Петровска, Васка Филиповска и Јулија Крстеска, за тоа што ги подготвија дечињата за една кратка приредба, и секако благодарност до учениците и наставниците по македонски јазик од Општинското основно училиште Ранчо Брке, за тоа што ни помогнаа во реализирање на денешниот настан. Македонскиот јазик е јазикот над кој твореле Блаже Коневски, Ацо Шопов, Анте Поповски, Гани Тодоровски, Матеја Матевски, Очо Рацин и останатите македонски книжевни великани. Да не беше македонскиот јазик, никогаш немаше да ги имаме безвременските стихови и мисли кои ни се врежали во умот и срцето. На почетокот, ученици од Општинското основно училиште Ранчо Брке ќе прочитаат накратко текст за значењето и важноста на денешниот датум, а веднаш потоа третооделенците ќе ви се представат со нивната приредба. Ги поканувам на почетокот Софија, Валерија и Телана. Повелете. Денес македонскиот јазик представува целосно оформен, современ литературен јазик. Но сепак, тоа не значи дека тука треба да се станеме. Напротив, јазикот е непречен извор. Извор кој треба постојано да се следи, да се негува, да се надоградува и пред се да се зачува чистината на убавиот македонски збори. Во светот денеска се одбележува меѓународниот ден на мајчиниот јазик. ЮНЕСКО го прогласи на 30-та сесија на Генералната конференција во 1999 година. Во 2000 година, 21 февруари, е промовиран како Ден на лингвистичката и културна разновидност и мултилингвизам. Јазиците кои се зборуваат во една земја, а особено јазиците на малцинствата, пренесуваат култура, вредности и традиција и затоа играат огромна улога во создавањето одржлив развој и иднини. Анализите на ЮНЕСКО покажуваат дека може да исчезнат околу 2500 јазици од речиси шесилни, што се зборуваат во светот. Во изминатите 90 години исчезнале околу 200 јазици, а 199 ги заборавиле помалку од 10 луѓе. Последен што исчезнал е ај, јазик што го зборувала жена која починала во 2008 година на Аљаска. Со подршка од ЮНЕСКО, на 21 февруари секоја година се одбележува меѓународниот ден на мајчиниот јазик, со цел да се прослават повеќе од 6000 различни јазици кои се зборуваат во светот денес. Меѓународниот ден на мајчиниот јазик е ден за промовирање на лингвистичката и културната разновидност и се потенцира важноста и уникатноста на секој јазик на планетата Земја. За да постигнеме одржлив развој, потребно е младите ученици да имаат можност да учат и да го негуваат својот мајчин јазик, но да учат и други јазици. Токму преку совладувањето на јазикот кој се говори дома, односно мајчиниот јазик, децата учат да читаат и пишуваат, а потоа ги надградуваат и сите останати знања. Зошто токму 21 февруари е прогласен за Светски ден на мајчиниот јазик. Овој датум е избран со цел да се изрази благодарност и почит за настраданите жртви кои загинале при драматичниот протест во Бангладеш. Имено, протестот се одржал токму на 21 февруари 1952 година. Таа година се покренало движење во поранешен источен Бенгал, кое се залагало бенгалскиот јазик да биде официјален јазик.
Целта била бенгалскиот јазик да биде официјален во владата, во училиштата, во медиумите, на поштенските марки и така натаму. Во 1947, при одделувањето на индискиот подконтинент и по замилувањето на британците, пакистанските власти решиле официјален јазик да биде урду, иако во источен Бенгал доминирало бенгалско население. Во тоа време тие простори се справувале со арабизација, па поради тоа властите решиле урду да биде официјален јазик. Поради големото незадоволство кај бенгалското население, како и притисокот од страна на службите, бенгалското население се одлучило да преземе нешто и да ја прекоси на одлуката. Именно, покрај сите забрани за јавни собири и настани, младите луѓе, односно студентите од Универзитетот во Дака, организирале протести. Поради протестите, полицијата била на терен. Ситуацијата била доста тензична, а станала уште потензична кога во пресметка помеѓу полицијата и демонстрантите животите ги загубиле неколку студенти. Смртта на младите студенти предизвикала уште поголеми немири. За владата да го прогласи бенгалскиот јазик за официјален 4 години подоцна, во 1956. Ова е редок настан во кој млади човечки животи изгаснувале поради мајчиниот јазик.
Жаба. Жабата живее во бара. Зајен. Ворон трча брзо како зајен. Звонче. Звончето звони за првиот училишен час. Игла. Бабата на Ивана шие со игла. Круша. Крушата е моето омилено овошје. Лав. Лавот е грана животно. Ја. Љубица. Љубица застади шарени љубичици во двора. Маче. Моето маче е многу мило и убаво. Ножици. Крајчот никога крај со ножици. Њујорк. Сања сака да го посети Њујорк. Облаци. Сте видели ли облаци во форма на буквата О? Пеперутка. Пеперутката лета од свет на свет. Риба. Рибарот кристија рибари по реката. Сонце. Сонцето силно свети на ширното небо. Торта. Тортата на Тине беше толку вкусна. Големиот тук е пол со златници. Ученик. Учениците се огледаа на училиштето. Фустан. Девојчето Фрозина носи шарен фустан. Хеликоптер. Хана и Христијан видоа хеликоптер. Цуцла. Бебето пие млеко од чише со цуцла. Чадор. Кога врне дожд, си носам чадор. Джангуи. Имам джеп полн со джангуи. Шише. Шареното шише на Саше се скрши.
Нашиот македонски јазик. Јазикот наш, како бисер сјаен, како сонце светка и блика, тоа е нашиот мајчин јазик, тоа е јазик македонски се вика. Вредноста негова е голема, поголема и од небото ширно. Колку ридови и планини, поголеми од езерото мирно. Секој треба да знае како прво, ние не сме корен без дрво. Си имаме свое македонско семе, кое постои од старо време. Македонскиот јазик е бескрајно вреден, ти без него си туги и неизбеден. Да го чуваме јазикот како зеницата во окото, зашто јазикот е нашата единствена татковина. Мојот јазик многу ми е мил, од секогаш за нас најсветол бил. Со него комуницираме, разговараме, меѓу себе полесно се запознаваме. Тоа е нашиот корен, нашата душа. Срце ми трепери кога го слушам. Најубава песна за моите уши, мост кој не поврзува и не смее да се руши. Најголемо богатство за сите нас. Јазикот ме дефинира кој сум јас. Тоа е нашето битово постоење, ни помогнал низ вековите да обстоиме. Предците наши ни го подариле, во аманет ни го оставиле. Затоа должни сме да го негуваме и за идните генерации да го зачуваме. Јас зборувам на македонски јазик, а ти? Јас зборувам на македонски јазик, и мама, и тато, и баба, и дедо, сите зборуваат на македонски јазик. Убав е нашиот јазик, нели луѓе? Јас сакам да знам и англиски јазик, ама нашиот е поубав, оти е наш. Јас сум мал, ама знам дека треба да го чуваме нашиот јазик. Сите да го негуваме нашиот јазик. Сите да си зборуваме на нашиот јазик. Ако разговараш со некој на јазик што го знае, ќе допреш до неговиот ум. Ако зборуваш со некој на неговиот јазик, ќе допреш до неговото срце. Сакаме, тајна не е исто,
Нашиот македонски јазик. Благодарност до овие прекрасни речиња, на вистина беа прекрасни, вам ви благодарам за вниманието и се надевам дека ќе се дружиме во некоја следна прилика. Убав ден!